да се засили свеста за тоа дека е за македонскиот народ посебно значаен неговиот литературен јазик, ако се работи за самата негова самобитност и дека во тој поглед треба да се засилува чувството за стабилност на нашиот литературен јазик. Јазикот е единствената наша комплетна татковина. Ова историска мисла, што е изгравирана или одбележана и на споменикот пред Ману, значи навистина обележје на една епоха. Затоа што јазикот навистина е единствената наша комплетна татковина. И јас би додал само јазикот, македонскиот јазик, буквално е вистина која не подлежи на проверки. Блаже Конески е нашиот културен деец, нашиот преведувач, академски професор, граматичар, првиот председател на МАНУ, првиот председател на Друштвото на писателите на Македонија. Блаже Конески е нашиот Njegош. Блаже Конески е нашиот Вук Караджич. Она што бил Толстој за Русија, за нас е Блаже Конески. Се улива црквата во небрегот. Малата црква што некогаш дрзок селски дух ја правел, па јас ништо не можам да сторам. Иако тоа седело излегов, и јас сум уште еден здробен авел. Голема инспирација во неговото пишување добивал од неговата баба Дунавка. Заедно со неговата баба на древниот балкон на вториот кат во куќата, кога таа му раскажувала за планините кои што се во полукружен лак, особено во тој поглед можев да научам многу од својата баба Дунавка. Таа беше песнарија и паметеше многу народни песни и приказни. работната соба на Блаже Конески, која што е пренесена од бараката на Водно. Од тука произлезе простата и строга македонска песна. Кога го прашаа Блаже Конески од каде му идат идеите за да напиши стихови, во една прилика преку строга и проста македонска песна тој одговорил: "Јас песните ги берев од дрвото на животот, исто како што селаните од Ракотинци ги берат зрелите цреши од црешовото дрво пред Дуовден." Автентично за куќата е клучот древниот во куќата кој што стои лево над зидот во собата за презентации. Тој е вистинскиот и оригиналниот клуч од оваа куќа. А исто така и дрвото кога ќе влеземе во куќата што е надвор, и тие неслучајно фондацијата за македонски јазик Небрегово ги зела како заштитен знак и стојат на нивните книги. Декларацијата содржи 5 препораки или суштински точки, кои што се многу битни за тоа како ние треба да се однесуваме како идни генерации кон куќава и кон делото и ликот на Блаже Конески.
Одолжувањето кон великаните не се прави еднаш. Одолжувањето се прави секогаш, затоа што нивните дела се вечни и затоа што ги обележува делата на Конески, ја обележуваат една цела епоха. Годинашнава прослава од 100 години од раѓањето на Блаже Конески, тоа го потврдува целосно, имено. Покровители на годинашнава прослава 100 години од раѓањето на Блаже Конески се председателот на државата и председателот на владата, со исклучителна ангажираност на двете министерства, Министерството за култура и Министерството за образование. Но, Фондацијата за македонски јазик Небрегово, заедно со Завод и музеот Прилеп, имаат оперативен план, претходно програма направена на 1 октомври минатата година, а оперативниот план во февруари ова година. И двата документа целосно се вградени во националната програма и во националната агенда со сите настани што ќе се одржуваат во текот на оваа година. И веќе се во тек активностите за подготовка и одржување на тие настани. Првата активност, спомнав, е на 26.5. тука во спомендомот на Блаже Конески се промовираат две книги, Граматичарот Конески и реиздавање на книга Македонската литература и македонскиот јазик. Потоа имаме активности на 28. промоција на реиздавање на книгата по повод најновиот напад на македонскиот јазик од 1948 година. Потоа промоција Конески инспирира и мотивира. Во тој период ќе се издадат две книги, исто така од страна на фондацијата, кои ќе бидат посветени на големиот Блаже Конески. И ова прилика јас ја користам за да упатам уште еден повик до учениците, наставниците, професорите и сите заинтересирани на вистина да се јават на овие конкурси, иако и досега тој одзив е прилично голем, за да може да се заокружи издавањето и на новите две книги. Како ме поттикнува Конески и поетски пораки за Конески. Со што претходно издадените 5 книги заедно со овие и книгите од едицијата Поттик од Конески чинат околу 5-16 книги, што е дело за почит. Фондацијата за македонски јазик годинава ја реиздава книгата по повод најновиот напад на нашиот јазик, што вие премиерно го гледате примерокот директно донесен од печатница, а издавачката куќа Култура го издава исто така основното дело, предавањата од професор Блаже Конески за македонската литература во 19 век и македонскиот јазик, чие реиздавање е доверено на издавачката куќа Култура. Повеќе од половина век јас пишувам песни на јазик на еден народ што го сочинуваат околу 2 милиона луѓе. Да биде мојата позиција уште поранлива, јазикот на кој што пишувам, македонскиот, е кодификуван допрва во 1945 година и јас лично сум зел извесен удел во тој чин. И автентично сакам да го цитирам тој дел од словото за јазикот, од речта на Блаже Конески по повод промовирањето на истоимената книга од Трајко Стаматовски, кај што вели: и во моменти на ломења, раслојувања и колебања, последно што треба да ни паѓа на ум е да ги поставуваме под прашање придобивките на нашата самостојна акција на јазичен план. Затоа, јазикот за нас е заправо единствената наша комплетна татковина. Јас би додал само: македонскиот јазик е аксиома, непобитна вистина. Иако сонот ми дал право да сложам сенка на секој чело,
искрено кажи, дал сум те навредил, еднаш со какво дело